Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Владата предводена од СДСМ и премиерот Зоран Заев набрзо по прогласувањето на светската пандемија од COVID-19 креираше економски пакети во кои што се вклучени низа мерки со цел полесно справување со последиците предизвикани од корона кризата врз стопанството, врз граѓаните, работниците, младите, пензионерите. Согласно усвоената информација од страна на владата на Република Северна Македонија за статусот за реализација на економските мерки, со досегашните пакет мерки спасени се стотици илјади работни места, поддржани се илјадници компании. Анализата покажува дека одговорот на фискалната политика на пандемијата во државата беше брз и за претпријатијата и за вработените во најпогодените дејности, како и за ранливите категории на граѓаните. Економските мерки, кои што ги презеде владата предводена од СДСМ, имаа силно влијание и во облажувањето негативни последици врз доходот и потрошувачката на домаќинствата, како и активноста на деловните субјекти. Фискалниот стимул на досега реализираните мерки изнесува 704 милиони евра, односно 6,5% од бруто домашниот производ. Од тука се проценува дека падот на економската активност е ублажен, односно без овие мерки, согласно анализата. Падот на економската активност би бил повисок за 3,9% поени во 2020 година, односно би изнесувал минус 8,4% наспроти остварениот пад од 4,5%. Почитувани граѓани, 4 анти-ковид економски мерки значително придонесоа и за ублажување на последиците во однос на стапката на невработеност. Во првото тромесечие на минатата година, стапката на невработеност порасна од 16,2% на 16,7%, додека пак во третото и четвртото тромесечие бележи постепено намалување на 16,5% и 16,1%, со што просечната стапка на невработеност во 2020 година изнесува 16,4%. Во однос на просечната месечна нето плата во 2020 година забележан е раст од 7,8% како резултат на мерките кои што владата предводена од СДСМ ги презема пред пандемијата. Почитувани, со петтиот пакет мерки, поддршката на најпогодените од корона кризата продолжува со финансирање на малите и средни предпријатија и средно пазарно капитализираните предпријатија, а ќе се реализира со договор помеѓу Европската инвестициона банка и Македонската развојна банка, со што 100 милиони евра ќе се наменат за поддршка на нови проекти, нови вработувања, зголемена ликвидност на стопанството и зголемен извоз. Досегашните анти-ковид економски мерки ја постигнаа целта за која што се наменети и го дадоа својот резултат. Во време на светска и економска криза, исклучително е важна поддршката од државата за секој кој директно ги чувствува економските последици предизвикани од корона кризата. Почитувани, СДСМ и натаму останува посветена на креирање мерки и политики со кои што ќе се ублажат штетите настанати како резултат од корона кризата. Ви благодарам.